Здраво на сите и добродојдете во новата епизода на Гласот на младите херои од Куманово. Овој подкаст им дава простор на младите, локалните луѓе што прават промена со активизам, идеи, работа на терен и храброст, дури кога тоа не се гледа веднаш. Овој проект е финансиран од страна на Министерството за социјални политики, демографија и млади. Денес со нас е Муарем Шакиров, активист од невладиниот сектор и дел од НВО Дром Куманово. Фала што си со нас и добре дојде. За почеток имаме едно кратко прашање. Како би се представил со 2-3 реченици за луѓето што првпат слушаат за тебе? Благодарам, Енвер, благодарам за поканата. Мило ми е тука што нели ќе поразговараме половина час за некои битни теми за нашиот град, за нашата заедница, за нашето општество. За тие што не ме знаат, јас сум Муарем Шакировски Ганди, дипломиран криминалист, магистрант по криминалистика на факултетот за безбедност во Скопје. Моментално работам во општина Куманово во делот за безбедност пред цивилна заштита и управување со кризни состојби, долгогодишен активист во граѓанскиот сектор, дел од ЦРЗ Дром Куманово, дел од Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико Скопје. Работа на терен со луѓе, со заедници што често се на маргините, со фокус на безбедноста, владењето на правото, младите, образованието и еднаквите можности. И верувам дека вистинската промена почнува нели локално, од дома, од друштво, од мало, од разговор, од храброста за не се може. Да. Што беше моментот или причината што те повлече да влезеш во активизам? Што те натера, мислам, значи со ова прашање, ова ме засега или мора да се вклучам? Дали тоа беше лична приказна, проблем во мало, во училиште или нешто што си го видел во другите организации? Така. Знаеш, кај мене активизмот не започна да речеме со еден настан. Туку од самото детство, татко ми беше подпредседател на невладена организација Арка на времето и голем дел од моето растење помина без негово физичко присуство, бидејќи постојано беше на терен, на состаноци, на конференции, на семинари, во борба за право што му кумина сака јавно да го спомнам во тоа време и како дете тоа не го разбирав целосно и знаеш само дека татко ти не е тука и подоцна сватив дека отсуството не било бегство во семејството, туку една свесна жртва за пошироката заедница и тоа создава еден посебен однос кон активизмот, мешавина од почит, од одговорност, но и внатрешна дилема дали тоа вреди, дали таа цена вреди. И мојот влез во активизмот беше момент кога престанав да го гледам како нешто што ми се случува преку татко ми и почнав да го доживам како некој што свесно е разбира нели целта на активизмот. Какви беа вашите први чекори, пример првата акција, иницијатива, волонтирање, кој ти даде поддршка за тоа што викаш вашето семејство, значи таткото? Да. А дали можеш да спомнеш можеби некој од пријателите во организацијата каде што си активен, некој ментор и така натаму? Така. Па види, иако ја пораснав нели по семинари со татко ми како дете, плачев по него, па мораше да земе со него инаку нели од самото детство на 5-6 години. Но мојот прв формален активистички чекор беше како волонтер во ЦИД, во Центар за интеркултурен диалог, да. Каде што младинска организација. Младинска невладена организација и првиот семинар што реално ме пробуди беше во Охрид. Тој формално веќе пораснав, имав 14-15 години средно училиште и во Охрид отидовме на тема говор на омраз и дискриминација. И токму за прв пат нели се соочив формално со вакви теми, со конкретни лица и искуства, каде што нели поврзав одредени суштински работи за дека дискриминацијата не е само личен став, туку структура што се репродуцира ако не се спречи. Потоа на почеток на моите студентски денови почнав да работам во Ромалитико на проектите со USAID, каде работев како правен монитор и локален консултант. Работев највеќе со лица без документи, без МБГ, без лична карта и нели се фокусиравме на нивна интеграција во системот. Тоа беа некои мои сами почетоци во невладиниот сектор, во граѓанскиот сектор. Најмногу соработував на тоа време со УВМК и со МВР, бидејќи се работи за фантоми лица без документи. И тој период и како локален консултант ја направивме можеби најголемата безбедносна еколошка акција, што беше моја идеја. Именно преку парите на USAID, донации од диаспората и логистичка поддршка од општина Куманово,
следејќи ги принципите на Crime Prevention Truth Environmental Design методот, инсталиравме 138 соларни светла на 11 км улици кои беа целосно темни. Значи имаше немаше усушност никакво осветлување во тие делови, имаше кучиња скитници со биранки на зависници од наркотици и слично. Во тој период почнав да работам и во Дром и на почетокот како едукатор во Центар за деца во ризик, потоа и проекти менаџер на повеќе проекти. Тоа е некои почетоци уште студентски ден. Така е, да. Кога си моментално значи во организацијата Дром, што најмногу ти значи таму тимот, мисијата, теренската работа или нешто друго што те исполнува, да. Па кога сум во Дром најмногу ми значи тимот. Видите, тимот, мисијата и теренската работа тоа не е одвоено, тоа се надополнуваат. И тимот е составен од луѓе што се водат. Затоа што гледам многу сте активни, да. Да, се трудиме максимално, бидејќи не се водиме по формалности, туку по одговорност. И со такви луѓе можеш да влезеш и во најтешки теми без страв, дека ќе останеш сам. Мисијата ми значи затоа што е јасна и честна, не ветуваме ние чуда, туку работиме на долгорочни промени полека, но особено со ние што најчесто се заборавени од системот, а теренската работа е срцето на се и таму гледаш дали тоа што го зборуваш има тежина, дека политиките и проектите навистина допираат до луѓето. А за мене Дром не е само организација, тоа е простор каде активизмот е приземен, одговорен и поврзан заедно со заедницата, со општеството. Сега би те прашал за вашето професионално образование, што имате завршено и дали тоа ви помага во вашата работа која што ја извршувате? Нели рековте дека сте вработен во општина, да, так. Или во невладиниот сектор? Так. Да, јас сум дипломиран криминалист на факултетот за безбедност, моментално магистрант по криминалистика на истиот факултет. Веќе сум при крај истражување на мојата магистерска теза, пишувам за пристапот и постапувањето на итната медицинска помош при увид на местото на настанот. Значи истото, значи го продолжувате, да. Да. Тој смер, да. Да, работам во дело за безбедност и прецизно заштита и управување со кризи во општина Куманово. Воедно сум и помошник началник за оперативни работи на општинскиот кризен штаб. Како сега, се тоа ми нормално дека ми помага при мојата професија, но ангажманите во невладиниот сектор, односно во граѓанскиот сектор, како ми помагаат затоа што едно со друго имаат допирни доста точки, бидејќи ја работам и во невладиниот сектор и владење на правото, и антикорупција, и младите, и дефинитивно криминалистиката како една аналитичка наука многу помага. Со тоа би го надоврзало и другото прашање кој што се, значи, скоро исто е дали со што се занимавате професионално, тоа веќе го кажавте. Ако можете да објасните дали сте задоволени од тоа каде сте. Да. Со тоа што го правите, каде сте. Затоа што има многу луѓе што работат во администрација и не се задоволни со тоа што го работат, затоа што имаме стагнација, да кажеме. Добро, мојата работа е административна и оперативна. Така, да. Може да кажем дека е поделена. Безбедноста е еден да речеме проблематичен систем кога се работи за Македонија, после на цивилното заштита и управувањето со кризите. Ние знаеме дека секој лето имаме страшни пожари. И дефинитивно сметам дека системот, безбедносниот систем, вклучувајќи го и МВР, и ЦУК, и Дирекцијата за заштита и спасување, треба сериозно да има некои системски промени, решенија, посебно ЦУК и да речеме дирекцијата според мене треба да влезат под МВР. Но нели тоа е веќе политичко прашање и игра на висока политика, така е. Што се однесува на локалната самоуправа, јас сум презадоволен затоа што нели и го работиш тоа што го сакаш, тоа што си учеби, нели дава максимум од себе, иако човек никогаш ништо не знае, секој се надополнува, учи, така што и ние учиме се граѓани. Сме живи да се учиме, така. А сега следното прашање, дали понекога си почувствувал конфликт меѓу работата и активизмот, значи по однос на притисок, финанси, како тоа го балансираш, затоа што значи губиш едно време во едното или во другата сфера, значи кога си поактивен во едното, да. Така кажеме, да. Така е, прво да се извинам на тебе на гледачите, малце и сум заритнати носот и се, но со овие вируси, но само дека ќе биде подобро. Сезоната е така. Сезоната е така, да, со лесно на сите. Да, конфликтот постои и би рекол дека е повеќе слоен. Од една страна е времето, работата во општината носи сериозна одговорност, јасна хиерархија, очекувања што не може да се одложат. А од друга страна активизмот кој не познава работно време затоа што проблемите на терен не се случуваат од 8 до 4.
Сега финансискиот и институционален притисок исто така се реални и сега кога работиш во институција, особено на позиција како помошен началник, од тебе се очекува одмереност, професионалност, почитување на процедури. А активизмот бара критичност, бара гласност. И сега токму тука настанува тензија, балансот па се наоѓа тешко, но се наоѓа. Јасно ги раздвојуваме улогите, но не и вредностите. Знаеш, во институција работа во рамки на систем со цел да го направам поефикасен, поправеден однатре, а во активизмот делувам како граѓанин што укажува, предлага и гради. Сега за мене активизмот не е спротивставен на институционалната работа, тој е нејзин корективи надградба. Искрено активизмот ми е нешто плюс, нели? Но ми помага подобро да ги разберам реалните потреби на граѓаните, да не оставам затворен во канцеларија, да носам улоги со поголема емпатија и безбедносна свест, а кога ќе ги повзеш тие две улоги на етички транспарентен начин, конфликтот се претвора во синергија. Да. Сега се надоврзува скоро исто, значи ова прашање, што ви дава активизмот, што не можете да го одбиете на другото место, значи во како влијание, личен раст, во смисла на она што го правите во заедницата. Па идеја ми дава длабоко чувство на смисла. Значи не смисла во абстрактна форма, туку многу конкретна, дека тоа што го правиш има одраз на реалниот живот на луѓето. Во институционална работа можеш да имаш позиција, надлежност и резултати на хартија, но активизмот те соочува директно со човекот, со приказната, значи зад бројките, ми дава и заедницата, нели, но не формално, туку вредностна. Луѓе што не се поврзани во функција или интерес, туку победување дека општеството може и мора да биде поправено и побезбедно, и таа заедница те држи при земе, знаеш, те потсетува зошто си почнал и те штити од цинизам. И активизмот ми овозможува и влијание што не е врзано за титула, а понекогаш е дозволен, нели, разговор, присуство на терен или подршка во вистински момент за да се смени нечија перспектива, и тоа е тивко влијание, но долгорочно најмоќно. Во ова насока, кои се вашите резултати на кои што сте горди, како конкретни промени, како што кажавте дека сте имале многу активности, фантоми, лица кои што немале, значи, документи и државјанство, сте им помогнале. Кои се резултатите на кои си горд, како конкретни промени, помогнати луѓе, решени проблеми, иницијативи и слично? Знаеш, кога зборувам за резултати, секогаш внимавам да не звучам како да набројувам многу бројки, затоа што за секоја бројка нели стои едно искуство, но токму тие конкретни резултати се доказ дека активизмот може да биде тивок, а исклучително ефикасен. Еден од резултатите на кои сум особено горд е решавањето на статусот на над 30 така наречени фантом лица, луѓе кои со години живееле во Македонија, во Куманово, без лични документи, без правен идентитет и преку мој директен ангажман, тие денес имаат дозволен престој и лична документација, здравствено осигурување, пристап до основни права. И за некого тоа звучи административно, за тие луѓе тоа значи повторно постоење во системот, можност да се лекуваат, да работат, да живеат достоинствено. И во Куманово преку моја работа се затворени над 530 од 600 отворени досие, поврзани со лична документација, случаи на дискриминација, прашања социјална инклузија и слично. Тоа се конкретни проблеми што со години стоеле нерешени и директно ги држеле луѓето во состојба на правна и социјална несигурност. Особено значен ми е мојот ангажман како бизнис фацилитатор на проектот Пристапот до пазарот на труд преку заекнување на вештини и поврзување на невработени со компании. Тоа е придружен од V-ефект, придружница Скопје, некој го реализира Институтот Ромалитико и преку овој проект 15 лица беа директно вработени како резултат на моје посредување и работа со компании. Дополнително 10 лица, например, добија сертификати како дел од негователи за стари лица и дел од мајстори за фотоволтаични системи, што им отвори реални можности за вработување во дефицитарни сектори. 5 лица до форми основно образование оваа година, што за мене е еден од најмоćни резултати. Не можам да не ги спомнам 138 поставени улични светилки во места каде што безбедноста беше сериозно нарушена. Тоа е пример како мал инфраструктурен зафат може директно да го подобри чувството на сигурност и квалитетот на животот. Во рамки на Дром, бидејќи нели ме праши за Дром, сите проекти имаат посебна тежина. Центарот за деца во ризик со еден безбеден простор за деца, што системот најчесто ги заборава. Преку еден проект што бев проектни менаџер, сега заврши септември, октомври заврши. Проектот се викаше Младите во борба против корупција, каде што младите помина средношколци од Штип и од Куманово, помина обуки и реализира посети на институции како државната
комисија за спречување на корупција, каде што помина обуки, реализира посети други клучни институции од областа на владењето на правото, и има прв пат директен контакт со механизмите на државата, научи како да барат отчетност и во смисла пробавме максимално да дадеме од себе да ги научиме за корупцијата, дека не е само примање подароци, мито, пари, туку и кронизмот, непотизмот како неконвенционална бела корупција. Имаме уште многу да збораме, значи сега заврши брзо пред Нова година. Така како што кажавте, се чини дека сте работеле со многу години во невладиниот сектор, а сте многу млад. Да, значи, 25 години. За пофалба. Да, благодарам. За вашата работа. Морам само ова да ти го кажам, еден проект што заврши сега, Мостови на разбирање. Тоа ми е особено драго затоа што успеавме да ги поврземе децата албанци од Тетово со децата од Куманово, преку македонци, роми, албанци, така, преку заеднички работевници, културни настани дружења, таму каде што политиката создава дистанца, ние направивме на блискост и организиравме културни манифестации во рамки на проектот, кинопроекции и слично, така што за тоа се исто така многу горд. Да. Значи, како ги доживувате критиките, примерот типот ништо не менувате, тоа е за интерес, како реагираш, како ја чуваш мотивацијата? Во политички. Не, со текот на времето научив дека таквите критики многу ретко зборува за нашата работа, нели, многу повеќе за разочареноста што луѓето носат во себе, знаеш, кога некој ќе каже ништо не менувате. Од старт, значи се разочарани. Па да, без да започне. Види, ја не реагирам одбрана. Толку со разбирање, за општеството каде со години има лажни ветувања, символични проекти, и недоверба. Нели, и сега недовербата станува нормален механизам на самоодбрана. И наместо да се расправам, се обидам да одговорам со факти, но и со смиреност. Сега резултатите што ги имаме не се на билборди, туку во живот и што се поместили од мртва точка. Луѓе што добиле документи, работа, образование или чувство за сигурност, што е резултат. Сега тоа не се работи што секој се гледат однадворно, се длабоко реални. И мотивацијата чувам така што нели се враќам на терен и тоа е тоа. Да. А како ги не може да секаде сите да ги годиме, знаеш. Така е, така е, да. Како ги гледате младите од Куманово денес? Имат ли повеќе можности или повеќе пречки отколку да кажеме пред 5 години, 5 години, да не биде 10, многу е да. Да. Види, денес младите во Куманово се наоѓаат во едно трансформацијско време со повеќе информации, но истовремено и со поголеми системски пречки отколку пред 50 години. Ако пред една декада главната пречка беше недостигот информации и мали збор иницијативи, денес пречките се пофиксирани во структурата, значи недоволна поддршка од институции, ограничени можности за кариерен развој, чувство дека процесите се далеко од нив и слично, но да погледнеме реално, младите денес можат полесно да дадат информации, да учествуваат нели во општествениот живот, да креираат иницијативи од порано. Значи технологијата им отвара врати кон светот, но шансите да тие информации и вештини се трансформираат во реална работа, стабилни приходи, долгорочни кариерни патеки се уште се нели ограничени. Пред 5-10 години можеби немаше толку многу понуди за обуки и проекти до и нели до оформување на образование, неформално образование и слично, но имаше поедноставен пат за оние што навистина сака да се вклучат, но ја сепак гледаме на критика кон младите, знаеш. Сега брзо ја креиравме со дром стратегијата за млади на општина Куманово. Така и нашата организација беше во значи во тие настани што ги одржавте. И тоа за 4-5 години стратегија 2026-2030. И кога дојдоа младите и нели мислам дека во многу општини нема таква стратегија. Нема, се ние преку дром тоа е не само стратегијата за млади, туку стратегија за социјална инклузија, исто така за 4-5 години. И што е интересното кога дојдоа младите средношколци, студенти од Куманово, од различни етнички заедници, не зборам само за македонци. Имаше срби, роми, албанци и 2-3 турци. И кога ги прашавме што да ставиме стратегија, што мислат дека треба да сменат, немаме некој одговор, имаме некоја тишина некоја. Така. Што мислам дека е проблем и кај нив. Проблем е, да, така да. Што е најголемата пречка за еден млад човек да се активира? Стравот, апатијата, недовербата, немање поддршка или нешто друго? Недовербата, да. Го одговори ти недовербата во институциите, значи недоверба дека некој навистина ќе ги слушне, недоверба дека нивниот труд и идеја може да направат разлика. Стравот, апатијата, недостиг од поддршка од физички простор се така важни, но тие се често пати произлегуваат од недоверба. Што гледам дека со последните измени од законот за здружение фондации ќе се отвори некој простор за да младите имат некој си простор да се обезбедат, да. Мислам дека согласно закон. Тоа ќе биде многу добро за младите, да. Така, да. Дефинитивно. Како младенски центар, да. Така е, да. Како гледаш најмногу каде, значи гледаш најмногу потенцијал во Куманово, во училиштата, во спортот, во културата? Што им недостига
значи на младите за да имаме една позитивна енергија, значи кај нив. Куманово има голем град, борбен град, Куманово има многу потенцијал и од поранешна Југославија, значи така е, така сте е. Има и енергија, од има и главните креативност, градови, има и желба за промена, само што често е заробена од недостаток на ресурси и поддршка. Училиштата и формалните институции се важни за образованието, но малото, значи самото мало, младинските групи се вистинските живи лаборатории, значи каде младите може да пробуваат, да грешат, да учат заедно. Во културата и во спортот исто така има голем потенцијал. Младите сакаат да се изразуваат, да се напреваруваат, да се дават нешто свое, но често пати имаат простор, тоест немаат простор или опрема или менторска поддршка, но се тоа е како е, многу иницијативи заглавува за тоа што не достига некој што ќе ги води. Но што има достига за да таа пукне некоја позитивна енергија пред се простор за учење и практикување, но се доаѓа од најпочетокот. Се доаѓа да почнеме од малото, се почнува од малото дома и може да пука нагоре, а потенцијал има секаде, значи и во училиштата, и во спортот, и во културата, и во младинските групи, и во невладините, во Куманово има многу потенцијал. Така е, да. Деки не е мртов град, ние сме голем град. Така е, да. За на крај, значи последното прашање, ако може да предложиш една мерка во општина Куманово, се оне благодарно за прашање на мерка за општина. Што се однесува до младите, Так. да, да кажеме до младите, знаеме дека општината ги помага невладините организации преку различни програми во култура, во спортот, со невладиниот сектор и така се развиле многу организации во последно време. Еве и ние сме од таа организација што првпат ни помага општината и затоа сме благодарни и да. И ја продолжуваме нашата соработка. Види, ако може да предложам една конкретна мерка, иако јас доаѓам од општинската администрација, тоа би било отварање на функционален младински центар во Куманово, тъй като тоа ни фали. Не е тоа. Значи не само просторија со маси столици, туку живо место каде младите може да учат, создаваат, да се поврзуваат, да добијат менторска поддршка и во таков центар. Затоа што во тој центар што е сега, ја мислам дека не учествуваат сите организации, еве ние како организација, ние се сметаме како младинска организација, да. Сепак можеби треба да се поотвори тој круг. Како не тој исторично центар може да функционира како мост кон институции? Од страна на организацијата, да. раководи со инаку од страна на општината е дадена целосна поддршка. Да. Мислам дека е конкретна поддршка. Да. Али ќе растат и повеќе конкретни проекти иницијативи кои што се денес краткорочни или проектно органичени, што може да станат и долгорочни од времето. Али и тоа ќе служи како мост помеѓу младите институциите. Така е. Господин Шакировски, фала ти многу што беше дел од оваа епизода. Нема на што. Денес зборувавме искрено за тоа како почнува активизмот, што носи, кои се резултатите и како изгледат перспективите на младите во Куманово. Фала и на вас што не слушнавте или не гледавте. Ако ви значеше епизодата, споделете ја и пишете тема или гостин што сакате да го видите во следната. Се гледаме во следната епизода.